Дневник во 20 часот на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Еве дел од настаните кои го одбележаа денешниот ден. Објавен конкурсот за учество во владиниот проект Учиме од бизнис заедницата. Нови 78 милиони денари за социјалните семејства. Сдруженијето на приватни лекари на Македонија бара еднаквост за јавните и приватните здравствени работници. Објавен е конкурсот за учество во владиниот проект Учиме од бизнис заедницата. Ова е петта година поред како владата го реализира овој проект. До крајот на оваа година правните субјекти имаат можност апликациите за учество во проектот да ги достават до владата. Компаниите и понатаму со големи можности за креирање на условите за водење на бизнис. Од денеска, без разлика на големината на компанијата, секој правен субјект има можност да аплицира за учество во проектот Учиме од бизнис заедницата. На овој начин продолжуваме со реализација на проекти кои носат резултати и кои ги вклучуваат најдобрите практики поттикнати од бизнис заедницата. Пета година поред владата го реализира овој проект. Досегашните искуства покажуваат дека голем дел од иницијативите веќе се вградени во економските реформи. Се спроведува мерки за забрзување на постапките за пренамена на земјоделско градежно земјиште. Го изменивме и дополнивме законот за данок на додадена вредност, со што е намалена стапката на ДДВ од 18 на 5% за прометот и увозот на жив добиток. Ги убрзнавме постапките за донесување на урбанистички планови, урбанистички плански документации преку посебен електронски систем e-урбанизам. Ги реализиравме барањата на компаниите туристичкиот сектор и ја воспоставивме директната авионска линија Охрид-Лондон. На барањето на компаниите од транспортниот сектор воспоставивме приоритетни ленти на граничните премини Табановци и Богородица, со што се возможува побрз проток на жива стока, стока во свежа состојба, опасни материи и празни камиони. До крајот на оваа година, правните субјекти имаат можност апликациите за учество во проектот да ги доставуваат до владата. Владата на Република Македонија во новата учебна година ќе издвои 78 милиони денари парична помош за социјално ранливите категории кои имаат ученици во средното образование. Семејствата од социјално ранливите групи како претходните, така и оваа година ќе добијат парична помош. Вкупната сума која владата на Република Македонија ќе издвои за новата учебна година изнесува 78 милиони денари. Семејствата кои што се приматели на социјална парична помош, чии што деца се редовни ученици во рамките на средното образование добиваат дополнителна парична помош од 12.000 денари. Од владата сметаат дека на овој начин ќе им помогнат на семејствата од социјален ризик чии деца се дел од образовниот систем. За овој проект кој владата го реализира од 2010 година планира да продолжи во следните години. До сега се издвоени вкупно 358 милиони денари. Приватните лекари не можат да најдат соодветна замена во моментите кога им е потребно отсуство од работното место поради боледување. За да се реши овој проблем, тие апелираат до здравствените власти да направат законски промени, потенцирајќи дека на тој начин ќе се изедначат правата помеѓу здравствените работници од јавното и приватното здравство. Неможноста да најдат соодветна замена во моментите кога им е потребно отсуство од работното место поради боледување е сериозен проблем со кој се соочуваат приватните лекари. Сдруженијето на приватни лекари на Македонија со апел до здравствените власти да се направат суштински реформи во правната легислатива со кои ќе се изедначат правата на здравствените работници од јавното и приватното здравство. Главниот проблем е што ако не се направи тим и некој од нашите колеги отиде подолготрајно на боледување, ако нема тим нема капитација, ако нема капитација не може да плати осигурување и токму оној доктор кој што цел живот давал боледување и бил хуман кон сите граѓани, негови пациенти, во моментот кога него ќе му треба момент на хуманост, момент на грижа од државата, нема да има здравствено осигурување. Поддршка во иницијативата за решавање на овој проблем даде и Сдруженијето на стоматолози од Велес. Велат дека во одредени моменти кога самите се пациенти не го уживаат правото на здравствени осигуреници. Покрај позитивните исчекори во организација и реорганизација на здравствениот систем во изминатите години, сепак вакви поединечни случаеви или моменти како што ние ги имаме сега,
доведуваат до прашање дека сепак има потреба од доусовршување, има потреба од до функционализирање на здравствениот систем. Сдруженијето на лекари со конкретни решенија кои можат да се применат со цел да се покаже похуман третман кон нивните колеги. Мора пациентите да бидат на ПЗУ, мора буџетот да биде на амбулантата, не смее да остануваат сестри без работа преку ноќ, заради тоа што некој доктор може ќе се лекува или ќе има рехабилитација 6, 7 или 10 месеци и кога ќе се врати треба да има каде да се врати. Во уставот пишува да приватно и јавно здравство се еднакви пред уставот. Ние не бараме ништо повеќе освен да се почитува уставот. Приватните лекари со надеж дека преку соодветна дискусија со здравствените власти многу скоро овој за нив горлив проблем ќе замине во историјата. Владата ќе го стимулира отварањето на нови градинки со грантови во висина од 10.000 евра. Од Министерството за труд и социјална политика сметаат дека покрај зголемениот капацитет за згрижување на деца, на овој начин ќе се стимулира и креирање на нови работни места. Со грантови во висина од 10.000 евра, владата ќе го стимулира отварањето на нови градинки. На овој начин се очекува за пократок временски период да се зголемат капацитетите за згрижување на деца од предучилишна возраст. Продолжуваме со инвестиции во оваа област, со инвестиции во претежно во општините во градот Скопје во наредниот временски период. Свесни дека има тука и најголема потреба и листите на чекање се најдолги, меѓутоа исто така продолжуваме и во руралните населени места широм Република Македонија. Од Министерството за труд и социјала сметаат дека покрај зголемениот капацитет за згрижување на деца, нови начин ќе се стимулира и креирање на нови работни места. Надлежните очекуваат изградбата на градинките да започне во 2016 година. Според првичните анализи, заинтересираност постои. Со финансиска поддршка од владата се очекува да бидат изградени 10 градинки. Истекува рокот за барање за отпис на камати од социјални придонеси, потсетуваат од Управата за јавни приходи. Правните субјекти имаат можност своите барања да ги доставуваат до крајот на оваа година. Управата за јавни приходи преку соопштение информира дека правните субјекти имаат можност барање за отпис на камати за социјалните придонеси да ги доставуваат до крајот на оваа година. Право на отпис на камати има секој обврзник кој надоцна од 31 декември ќе поднесе барање за отпис на камати по основ на достасани обврски за социјални придонеси, кои настанале во периодот од јануари 2009 година заклучно со декември 2014 година, односно кои произлегле од месечните пресметки на бруто плата за период најрано од јануари 2009 а најдоцна до декември 2014 година, кои се утврдени со конечна месечна пресметка на бруто плата и кои не се платени на денот на поднесување на барањето. Започна изработката на проектот за конзервација на фрески во црквата посветена на Мајката Божија во манастирскиот комплекс Свети Димитрија. Министерството за култура, но и локалната самоуправа го поддржуваат овој проект на Народниот музеј. Започна изработката на конзерваторски проект со кој ќе бидат конзервирани фреските во црквата посветена на Мајката Божја во манастирскиот комплекс Свети Димитрија. Со ова ќе се заштитат фреските од 19 век кои се насликани од непознатиот зограф и фотограф во 1855 година Аџи Косте Зографот. Воедно со овој проект ќе се реставрира фреско-живописот кој датира од 14 век. Сега се работи на тој дел, значи раслојување на живописот кој се прават обиди во две техники, сатрапо и класичен начин на значи раслојување на живописот. Се надеваме дека наредната година ќе се добијат средства за изведување на конзервацијата и со тоа значи да продолжи заштитата на живописот од 14 век, а покасно нормално и овој дел од 19 век, кој што исто така значен. Покрај целосната конзервација и реставрација на внатрешниот дел од манастирската црква, предвидено и отстранување на малтарот од фасадата, каде истата би го вратила првобитниот сјај и автентичниот изглед. Покрај Министерството за култура, овој проект на Народниот музеј во целост го поддржува и локалната самоуправа. Градоначалникот Чадиев истакна дека со реставрацијата на овој комплекс има можност за развој на верскиот туризам. Сето ова ние треба да го искористиме, како што можев да видам при моите неодамнешни посети на Романија, на Бугарија и на другите соседни држави, каде што верскиот туризам
не само верскиот, него и историскиот туризам е значајна ставка во нивната економија. Ние сме подготвени да едноставно, да кажем, да влеземе во нешто такво, за да можеме да имаме што подостојна презентација на градот, меѓутоа и на регионалот. Општина Велес е богата со цркви и манастири, кои се значени за македонската историја и култура. Конкретно за манастирот Свети Димитрија постои податок дека долго време тој бил затрупан. Во 30-тите години на 19-тиот век од повеќе видни велешани, истиот бил повторно откопан, за што е изграден и спомен плоча во манастирот. За затрупаноста на манастирот во своите написи сведочат Јордан Хаджи Константинов Джинот и Јевлија Челебија. Според народните кажувања се смета дека манастирот бил затрупан поради доаѓањето на турците. Синоќа во зградата на Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот се одржа 7-та ораторска вечер Петар Попарсов во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН при Општинскиот комитет во Велес. Учесничката од Охрид Ангела Илоска беше најубедлива помеѓу 10 теми на млади оратори кои говореа на тема образованието е патот кон личниот успех и успехот на државата. Во утробата на македонското образовно начало, во градот кој го створи првиот весник на македонски литературен јазик, првиот театар и драмски писател, првото црковно народно школо. Ова е дел од говорот со кој младата Ангела Илоска го освои 5-членото жири и многобројната публика присутна на ораторската вечер Петар Попарсов, која по 7ми пат ја организираше Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Учесничката од Охрид беше најубедлива меѓу 10 теми на млади оратори, кои говореа на тема образованието е патот кон личниот успех и успехот на државата. Иако главна преокупација и се студиите по медицина, Ангела смета дека вештината за говорење е една од алатките за успех. Многумина имаат такви стереотипи дека една личност доколку одлучи да се бави со одредена активност или одредена струка, дека треба да мисли само на тоа. Јас сметам дека младите треба да се концентрираат на сестраност, бидејќи јавното изразување е една од најсилните алатки која поседуваме и една од основните за комуникација, особено во современиот свет. Генералниот впечаток на жири комисијата е дека 7-та ораторска вечер понуди квалитетни содржини и прекрасни настапи на амбициозни млади луѓе. Во глобала сите 10 беа навистина оратори прекрасни, сите ги покажаа своите ставови, своите мислења, не воздигнаа, ни дадоа вака еден убав елан за темата која што им беше зададена, образованието и Македонија, нешто што е поврзано секогаш во животот. Организаторите задоволни бидејќи успеале да поттикнат учесници и од други општини како Градско, Неготино, Струмица и Охрид да размислуваат за важноста на образованието, што говори за успешноста на ораторската вечер. Меѓу нив се издвоија и Моника Пејчева и Филип Арилон, кои ги добија пофалниците за освоено 2 и 3 место. Сметаме дека образованието, поради фактот што Република Македонија нема премногу развиена економија, немаме минерални богатства кои што може да експлоатираме, образованието е клучот за просперитетот на оваа држава. Токму и затоа се обидуваме на секој можен начин младите луѓе да им ја потенцираме важноста на образованието. Ораторската вечер Петар Попарсов беше во знак на одбележувањето на Денот на македонската револуционерна борба 23 октомври. Со ораторската вечер во Велес, која за прв пат се одржа во новата зграда на Народниот театар, се отвори периодот на ораторски вечери низ цела Република. Се одржа 16-тиот надпревар млади библиотекари во локалната библиотека Гоце Делчев. Целта на ова надпреварување е да се запознаат младите со оваа институција, но и со начинот на нејзиното функционирање. Ученици од 8 училишта од Велес и Чашка ги покажаа своите знаења од областа на библиотекарството. Тие земаа учество на 16-тиот општински надпревар во локалната библиотека Гоце Делчев. Целта на надпреварот е да се запознаат младите со оваа институција, со начинот на нејзино функционирање и постапка со книгите. Задоволство ни е што можеме да собереме 16 млади луѓе кои што се големи љубители на библиотекарството, кои што се големи љубители на книгата пред се и во кои што имаме своевидни идни чувари на
на книгата, на македонската култура, на македонското писмо и на македонскиот јазик. Учесниците одговараа на 20 прашања за кои се подготвуваа со прирачникот за млади библиотекари од Миле Бошевски и под менторство на наставниците по македонски јазик. Локалната библиотека Гоце Делчев, победникот на 16-тиот општински надпревар, ќе го испрати на републичкиот надпревар на млади библиотекари кој што организира Библиотекарското здружение на Македонија. Велешките победници по традиција освојуваат добри резултати на овие надпревари, така што се надевам дека и оваа година ќе биде така. Со доближувањето на институцијата до ученикот се поттикнуваат младите за поголем интерес кон пишаниот збор и зголемување на фондот на прочитани книги и општи знаења за животот. Сообраќајот на автопатската делница од Градско до Неготино утре и задутре од 5 до 18 часот ќе биде затворен за сообраќај поради снимање на францускиот филм Афонд. Сообраќајот ќе се одвива по стариот пат кој е одбележан со соодветна сигнализација, соопшти Мануфактура продукција. За останатите вести од Македонија во продолжение. Председателот Ѓорѓе Иванов во недела во Брисел ќе присуствува на итен состанок кој го свика председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер со сите шефови на држави и владите на земјите од Западен Балкан по повод бегалската криза. Во соопштението на комисијата се вери дека постои потреба за поголема соработка и поширока консултација меѓу балканските држави за координација за рутата на бегалците од арапскиот свет и Африка. Според Еврокомисијата, целта на самитот ќе биде да се договорат заеднички оперативни заклучоци кои може да се спроведат веднаш. Според најавата, присутни на лидерската средба ќе бидат шефовите на државите или владите на Австрија, Бугарија, Хрватска, Македонија, Германија, Грција, Унгарија, Романија, Србија и Словенија. На состанокот ќе учествуваат и представници од неколку институции кои се засегнати со прашањето за бегалската криза. Премиерот Никола Груевски од денеска ќе престојува во дводневна политичко-економска посета на Шпанија, каде ќе учествува на Конгресот на Европската народна партија, кој што е поделен во два дела. На првиот учесниците ќе разговараат за актуелните предизвици на европскиот континент, економијата и потенцијалите за раст, одржливиот регионален развој и отворањето нови работни места, развојот на информатичкото општество и технологиите, а ќе се дебатира и за предизвикот со илегалните мигранти и за развојот на Европската унија и европските политики на интеграција. Вториот дел од Конгресот е посветен на избор на председател на Европската народна партија, подпредседатели и генерален секретар на Европската народна партија. Во рамките на дводневниот престој на Мадрид, премиерот Груевски ќе присуствува и на бизнис форум кој што се реализира во организација на Стопанската комора на Мадрид. На форумот ќе бидат презентирани можностите за инвестирање во Македонија и потенцијалите за економска соработка и развој на економските односи. Во пресрет на 20 години од првиот ден на тргување, Македонска берза АД Скопје од денеска во следните неколку месеци ќе организира отворен ден за посета на берзата. Од Македонска берза соопштуваат дека отворениот ден е можност да се посетат деловните простории во кои што се одвива работењето на Македонска берза, да се запознаваат граѓаните со начинот на незиното функционирање и институционалната поставеност, како и да се проследи начинот на кој што се одвива тргувањето во живо, исклучувањето на брезанските трансакции. А од вестите од светот, новиот канадски премиер Џастин Трудо соопшти дека Канада се повлекува од борбената мисија против исламската држава. Големата руска воена база на северниот дел на Арктикот е речиси готова. Канадските авиони ќе се повлечат од борбата против исламска држава. Новиот канадски премиер Џастин Трудо соопшти дека во разговор со председателот на САД Барак Обама потенцирал дека ќе ја прекине борбената мисија на Канада, но не прецизирал кога ќе се случи тоа. Минатата година Канада испрати борбени авиони како и 70 специјални сили да ги обучуваат курдите во Северен Ирак, кои требаше да бидат дел од мисијата до март 2016. За време на изборната кампања, Трудо вети дека ќе ги врати воените авиони во Канада и ќе стави крај на нивната мисија во Ирак и Сирија, а тимовите за обука ќе продолжат да работат.
Привршува изградбата на големата руска воена база на северниот дел на Арктикот, каде 150 војници можат да поминат 18 месеци без да зависат од ништо, соопшти Руското министерство за одбрана. Министерството истакна дека базата чија местоположба е островот Александрова земја, дел од архипелагот земја на Франц Јозеф, е готова 97%. Арктичка детелина, како што е наречен објектот, зазема површина од 14.000 метри квадратни и располага со големи складишта за гориво, храна и облека. Војниците можат да преминуваат од едно крило на објектот во друго, без да излегуваат надвор, каде преку зима температурата може да падне до минус 47 степени Целзиусови. Русија веќе изгради слична воена база со име Северна детелина на островот Котелини во Источно-Сибирското море. Управниот одбор на Македонската кошаркарска федерација одлучува дали Србиновски ќе остане селектор. Македонската ракометна репрезентација може да остане без Стоилов за Европското првенство во Полска. Домашен спорт. На 26 октомври во хотелот Александар Палас во Скопје со почеток од 17 часот ќе се одржи редовна седница на Управниот одбор на Македонската кошаркарска федерација. Оваа средба е очекувана за федерацијата, бидејќи ќе се добие одговор на најважното прашање по завршувањето на Евробаскетот, судбината на селекторот Маријан Србиновски, а според дневниот ред македонската јавност одговорите ќе ги добие за 6 дена. Србиновски имаше рок од 30 дена по завршувањето на последниот натпревар на сениорската селекција за поднесување на извештај за сработеното пред и за време на Европското првенство. Постојат големи шанси најдобриот македонски пикер Стојанче Стоилов да мора да оди на операција на рамото. Повредата на Стоилов може да биде од посериозна природа, а по извршените прегледи ќе се знае дали е потребен оперативен зафат врз неговото рамо. Ако дојде до тоа, тој ќе паузира во следните 3 до 4 месеци. Ова е голем хендикеп за екипата на Вардар, но уште поголем за македонската репрезентација, во која Стоилов е прва опција на пикерската позиција. Обрвен може да смета на Пешевски од Металург и на Марковски од Работнички, но реално и двајцата заостануваат во квалитетите во однос на Стоилов. Во Штип од утре па во наредните 3 дена ќе се одржува Балканско пинг-понг првенство. На првенството ќе се надпреваруваат 100 надпреварувачи, а за регуларноста ќе се грижат 50 на судии и делегати. Надпреварот е во машка и во женска конкуренција, а ќе настапат спортисти од 9 балкански земји. Македонија за прв пат е домаќин на едно балканско првенство во пинг-понг. Се одигра 8 надпревари во Лигата на шампиони. Голманот на Порто Икер Касилјас со нов рекорд во Лигата на шампионите. Повеќе детали за вестите од меѓународниот спорт во продолжение. Арсенал го победи Баерн во надпреварот од третото коло во Лигата на шампиони. Крајниот резултат заврши 2:0. Со оваа победа Арсенал успеа да се врати во борба за осмина финалето. Најинтересен беше дуелот Леверкузен-Рома, на кој беа постигнати 8 погодоци. Во Лигата на шампиони се одиграа уште 7 надпревари. На 4 подобри беа домакините, на 2 надпревари гостинските екипи, а 2 завршија со нерешен резултат. Резултати од другите дуели: Бате Борисов Барселона 0:2, Динамо Загреб Олимпијакос 0:1, Динамо Киев Челси 0:0, Леверкузен Рома 4:4, Порто Макаби 2:0, Валенсија Ген 2:1 и Зенит Лион 3:1. Вечерва ќе бидат одиграни уште 8 надпревари од третото коло во Лигата на шампиони. Најинтересен ќе биде дуелот помеѓу ПСЖ и Реал Мадрид, кој ќе се одигра во Париз. Тоа ќе биде пресметка меѓу два фантастични напаѓачи, Златан Ибрахимовиќ и Кристијано Роналдо. И двата тима во овој надпревар влегуваат со максимални 6 бода, што значи дека победникот ќе продолжи серијата победи во групата. На другите надпревари ќе се сретнат Атлетико Мадрид Астана, ЦСКА Москва, Манчестер Юнајтед, Галатасарај Бенфика, Јувентус Менкенглад, Малме Шахтор, Манчестер Сити Севија и Волсбург ПСВ.
Голманот на Порто Икер Касијас е нов рекордер во Лигата на шампиони, откако успеа да ја зачува мрежата незатресена на дуелот против Макаби Тел Авив. Тој на 51 надпревар во елитното надпреварување нема примено гол. Со ова успеа да го мине и Едвин Ван дер Сар. Ова беше прв пат како голман на Порто да ја брани својата мрежа, откако претходно тоа му успеа на голот на Реал Мадрид. Неговата екипа е лидер во групата со 7 бодови пред Динамо Киев, Челзи и Макаби. Светската рекордерка и двојна олимписка шампионка во скок со стап Елена Изимбаева по 2-годишна пауза одново се враќа на атлетиката. Руската атлетичарка ќе настапи на светското првенство во сала што ќе се одржи во Портланд од 17 до 20 март наредната година. Изимбаева последен пат се надпреваруваше на светското првенство во Москва 2013 година кога го освои златниот медал, а потоа се повлече и стана мајка. Во својата богата кариера Елена Изимбаева покрај 2 олимписки титули има и 3 титули од светските шампионати. Еднаш беше шампион на Европа и има уште 14 златни медали од другите големи атлетски надпреварувања. Денеска имавме претежно облачно и свежо време. Да ги погледнеме деталите за временската прогноза за утрешниот ден. Ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.